Почитувани, видовме признание на лидерот на ДУИ Али Ахмети дека споменикот воин на коњ бил договорен помеѓу ДУИ и СДСМ во периодот 2002-2006 година, кога овие две партии сочинуваа владата. Тоа што Ахмети го тврдеше е вистина. Ова е одлуката за поставување на споменици која е донесена на 30 ноември 2004 година, кога СДСМ имаше мнозинство во Советот на град Скопје, градоначалник беше кандидат на коалицијата предводена од оваа партија, а СДСМ беше владеачка партија. Тогаш СДСМ немала ништо против изградбата на ваков споменик, напротив, ако поставувањето на споменик на Скендербек било барање на ДУИ, очекувано е во еден таков разговор барањето за изградба на воинот на коњ да биде на СДСМ. Денес истата СДСМ е најгласниот противник на изградбата и постоењето на овој споменик. Денес истата СДСМ се заканува преку нејзиниот генерален секретар Андреј Петров дека се спремни да го отстранат овој споменик, а Бранко Црвенковски го потврди ваквиот став. Значи за само неколку години тие го применуваат своето мислење. Тоа говори за колку тоа се неодговорни како политичари и колку своите политики ги базираат на инеет и на противење, а не на своји издржани принципи. Тие своите одлуки ги менуваат секојдневно и не ги носат врз база на тоа што било подобро за граѓаните. Штом за ова прашање вака драстично го менуваат ставот, тие и за секое друго прашање ќе го прават истото. И на крај, споменикот на Скендербек општина Чаир го изгради. Се виде зашто општина Чаир ги потрошила парите. Но СДСМ не го изгради споменикот воин на коњ. Како и за се друго, и тука не може да се види каде завршија парите во време на СДСМ, бидејќи тие располагаа со нив, а ништо не се градеше. СДСМ не изгради ништо, затоа бегаат до одговорот каде завршуваа парите во нивно време.